Најпрво ми е чест и задоволство што повторно сум тренер на мојот матичен клуб, ракометниот клуб Еврофарм Пелистер. Значи, кога Еврофарм Пелистер ве вика да бидете тренер, тука нема размислување, веднаш го прифаќате предизвикот и се фаќате со се она што значи Лига шампиони и домашно првенство предизвици. Значи, прв надпревар против екипата на Висла Плок, еден исклучително тежок надпревар, екипа која што во претходните 10 кола во Лигата на шампионите играше изворедно, се наоѓа на третото место во нашата група, игра многу, да кажам, цврст ракомет, многу добро во одбраната, со одлична транзиција, има дисциплина во нападот, значи една исклучително добра екипа која што доаѓа во четврток на гости во Битола. Моите очекувања за овој надпревар се дека мојот тим преку една дисциплина, пред се мислам техничка дисциплина, еден добар тимски дух, сплотеност и заедништво, и ќе успееме да извојуваме позитивен резултат. Ги анализиравме, знаеме кои се добри, кои се лоши страни на Висла. Секако се надевам на една изворедна атмосфера овде во Битола, како и секогаш во салата Бора Чурлевски, и со помош на нашите верни навивачи да извојуваме еден позитивен резултат. Мислам дека во периодот кој што е зад нас, односно оној подготвителен период, имавме мали проблеми кадровски, пред се мислам на репрезентативците кои што беа долг период одсутни, нели, имавме подготовки 2 недели без нив, со нивното враќање во тимот, имавме исто така проблеми со мали повреди на репрезентативците, знаете дека Павле Атанасиевич беше повреден, дека имавме неколку исто така репрезентативци на Словенија кои што покасно се приклучија на припремите, меѓутоа имавме доволно време да спремиме, нели, оваа екипа тренирала 6 месеци заедно претходно пред моето доаѓање, многу работи не измеривме, додадовме некои детали кои што ќе бидат битни пред се за надпреварот со Висла, и имаме краток период да спремиме се она што значи домашно првенство, така да низ една позитивна атмосфера, низ една, да кажам, добра работна атмосфера се трудиме да се што треба да се усвои и да бидеме во што подобро издание на првиот надпревар со Висла, како и на продолжетокот на домашното првенство. Она што сакам да го порачам на верните наши навивачи и на сите љубители на ракометот во Битола да дојдат на надпреварот со Висла, да не бодрат екипата преку искусните играчи, преку лидерите на тимот, со една борбена и почитувана игра ќе возврати на она што значи атмосфера, на она што значи да се сака да се победи. Мислам дека задоволни во секој случај ќе си заминат од спортската сала во Битола. Не очекува еден тежок надпревар, можам да кажам, затоа што можеби малце во специфичен момент за нас, затоа што сме со нов тренер, пробуваме некои ствари да ги промениме, да исправиме. Мислам дека оди на добар пат, меѓутоа можеби ќе ни треба повеќе време, но што е тука е. Се подготвуваме максимално, имаме уште 2 дена да спремиме тие некои детали што мислиме дека би го одлучиле надпреварот, и се надевам со полна сала во четврток, со малце среќа и до позитивен резултат. Играта ве силна одбрана, нивните халфови, да речам, излегуваат многу високо, така да ќе мора да имаме брз проток на топка, да напаѓаме во простор без топка. Ако дозволиме да ни прават многу дуел игра, многу фаулови, прекини, ќе биде тешко за нас. Така да мислам дека добра одбрана и да имаме добар проток на топка, да знаеме што сакаме и тоа што ќе договориме на видео анализа и на тренинг да го испоштуваме.